Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историскиот регион Пелагонија, еден од 8 статистички региони во Република Македонија, кој опфаќа 9 општини сместена во централниот западен дел на етничка Македонија, кој со право може да се нарече лука на културата во Република Македонија, затоа што луѓето што живееле тука оставиле длабока трага на своето време низ вековите назад, како што се и 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото. Могилската општина географски му припаѓа на Пелагонискиот регион, кој зафаќа површина од околу 251 квадратни километри со вкупно 22 села и население со околу 7.000 жители, чиј административен центар се наоѓа во селото Могила. Могилската општина е поделена на две подрегии: Могилска со главно место селото Могила и Добрушевска со селото Добрушево. Како што претходно напоменавме, Могилската општина е поделена во две подрегии, така што и населените места, кои ги има на број 22, се распоредени во двете претходно споменати регии, и тоа: во Добрушевската регија селата Добрушево, Мусинци, Алинци, Путурус, Мојно, Дедебалци, Црничани, Ношпал, Будаково и селото Трап, додека во Могилската регија припаѓаат селата Беранци, Лошарејца, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Долна Српци, Ивањевци, Лозани, Новоселани, Подино, Радобор, Свето Тодори, Трновци и селото Могила. Значи се наоѓаме пред една многу стара чешма, која е сведок дека Долно Српци е многу старо село. Значи оваа чешма е градена покажување према надписот на незе многу одамна, уште кога владеел во тоа време крал Батапер. Правена е, да речем, уште кога биле на времето, кога сте биле под турска власт. Инаку водата на оваа чешма доаѓа некаде донесена со ќумци од подножјето на нашата планина, од каде што земаме и вода за пиење. Значи ги имаме искористено тие соберени извори во ќумец, спроведени во собирни шахти, и ден денес нашето село пие чиста вода која извира од подножјето на нашата планина. И од таму тие ќумци оваа чешма првно била во нивите, па изгледа за да не му смета на луѓето, тука нема да му смета на никој, ова е во селско место, ја донесле тука и ја крстиле, не знам по кој име, Бела чешма, и оваа чешма и ден денес може да се види дека е бела, значи така и бела седи. И место на кое се наоѓаме е место викано Бела чешма. Инаку исто има сладка вода за пиење. На времето ја користеле луѓето за перење, за пиење, значи овој дел, горниот дел од селото. Инаку се наоѓа на северниот дел од селото, оддалечена е на 200 метри од последната куќа во селото. И значи овој дел од селото ја користеше оваа чешма. Претходни чешми кои што бевме према делови на селото, каде што било поблиску, се ја користеле луѓето за перење, за пиење и за своите потреби поминатото. Инаку денес можеме, се уште има чиста вода, можеме да се напиеме вода од оваа чешма, кога се најдеме во некоја одредена прилика во ова место, можеме да се напиеме од оваа вода, да ни покористи, да се измиеме малку кога сме во летно време дојдени, или зима да речеме, да не лете зиме. Значи водава е исто како и таа чешма каде што бевме од Батапер. Нивото на и капацитетот на вода е ист и во лето и во зима, значи таа изворска вода, тоа е нон-стоп се течи со исто капацитет.
Значи овде се наоѓаме во подножјето каде што истекува водата од Бела чешма, инаку така ние народски го нарекувавме како деца бучало. Кога ќе не прашаја од дома каде ќе одите, ќе одиме да се капиме во буча. Значи летно време е овдека. Јас и моите другари се сеќавам пред 30 години. Како деца ќе дојдевме овде и летниот период тука се ладевме, се разладувавме во оваа вода. Тука е доста длабоко, може и некаде има во бучалото и 2 метра длабина. Па натаму е поплитко, поголемите се капеа во длабокото, ние помалите во поплиткото и така. Значи со нашите другари летниот период, кога беше многу жешко, идевме тука и се капевме на ова место кое денес така ни остана спомен во сеќавање. Инаку се нарекува бучало, затоа што паѓа водата од горе надолу, има ископано длабоко и така останато, затоа и бучало го нарекле старите. Чешма е исто доста стара чешма, има доста убава вода, сладка вода за пиење. Инаку се наоѓа на северниот дел од селото, оддалечена е на 300 метри северно од селото, од последната куќа. Значи, инаку местото овде каде што сега се наоѓаме, можем да речем дека се нарекува Падарница или Подпадарница. Во моментов се наоѓаме на едно место каде што во времето, може пред 100 години, овде било училишто, е покажување на дедо ми. Значи, секогаш кога ќе поминевме овде со мојот дедот, ми кажуваше внуче дека овдека беше школото на времето кога ние се школувавме. Значи, пред 100 години овде имало училиште, кое тука е сведок и ова дрвце, претпоставувам дека е некој пост, нешто, значи имало нешто садено тука. По поранешно време, на ова место овде како го било школото, веројатно се образовале многу луѓе и денес се ширум светот на печалба по земјоч Европа и светот. Специфично е што овој дел покрај реката е стариот дел на село Српци. Исто и црквата Арангел му била поблиску и сите гробишта на овие луѓе кои биле покрај сите гробишта му се во оваа црква. Имаме уште еден дел со гробница, каде што тој е поголем дел. Тој дел од селото ги закупувале таму и тоа затоа што ми било поблиску, а овој дел што бил покрај стариот дел на Српци, да речем, тука бил, значи стариот дел, стар оригинал селото Српци, се претегало покрај реката, покрај ридот, имало, како што кажав, предходни среќовек и водовици, и сите работи, близко и ридот за стока одгледување, значи се било тука на едно место, пред години. Така, значи ова е дрвце останало како успомен, само од школото и ништо друго нема, напред кога, речем, нашите дедовци и прадедовци се школувале во ова село. Но и ова да ми кажете дека и денеска постои училиште, и денеска постојат учениците се полни со ученици. Да. За несреќа, но и за среќа, благодарение на владата на Република Македонија, школото, имавме голема школа. Во се случаи некој пожар од електрична енергија, никој не знае да каже што е, тоа е друга работа. Се пожаре до темел, значи, изгоре школото, благодарение на владава, се осврна на нашите барања, гледајќи дека нашето село има доста помладок и изградија нова школа, која денес учениците има нов сјај, ни го краси и селото и учениците се полни со деца. Значи, нашето школа во моментот број околу 75
дечина. Имаме дел од дечињата идат од црното село Беранци, другиот дел се од српци. Значи, имаме помладок, имаме перспектива, имаме и светла иднина, да речем. Што имаме помладок, имаме и светла иднина. Во минатиот век, пред 60 на години, и ова село не го одбегнува миграцијата селоград. Арно ама исто така има многу фамилии кои што се печалбарски, кои што се заминати надворот од ова село, по белиот свет. Точно така, ние имаме овдека една Петровденска средба која се одржува 32-3 пати со ред во ова село. Се одржува во дворот на црквата Свети Тодор, иако црквата не се вика Свети Петар, ама таму најдовме, имаше добри сенки, добра трева, широко место каде што се одржувале сред села на времето, да речам, за Велик ден, за Божик, таму се собираа се луѓето. И исто и Петровденските средби таму ги одржуваме, има услови добри. На тој ден се собираат сите иселеници кои, значи таму на местото се собираат сите иселеници кои го напуштиле ова село, барајќи својата екзистенција во европските и австралиските, америчките земји. Инаку најмногу имаме во Австралија, имаме во Шведска, исто и во Германија. Значи најмногу во Австралија се иселени луѓето од тука. И поздрав и до нив. Значи најверојатно ќе имат прилика да не гледаат, благодарение на денешните гости од Марио Продукција Филм. Ќе можат да видат дека нивниот роден крај се уште е жив, се уште постои и има кај да дојдат и да се осеќаат добро во нивното родно место. Инаку за Петровденските средби ќе се навратам, се одржуваат секоја година на 12 јули, каде што имаме гости од цела Пелагонија кои се иселеници. Инаку имаме наречено таа средба е влезена во манифестации, инаку се нарекуваат средби на иселеници. Така, со музика, со веселби, со пејачка, ќе размениме муабети со луѓето кои заминале од тука, оние кои се уште живи, кои можат да дојдат и да кажат нешто за нивното минато во нашето село. Исто како што кажавме за фудбалскиот клуб, дел од тие луѓе кои прочитавме таму на сликата се иселени, повеќето живеат во странство. Тоа кажува и позадината на слика која напишал човекот кој го трогнало споменот во каде што растел, каде што играл фудбал, и таа слика е зачувала како еден успомен и ја пратил тука на нашето село и ние денес можеме да видиме таму кои се нашите предци кои го одржувале или го негувале клубот или спортот, да речам, во тоа време 60-тите години. Кога Јас сум Зоран Рицевски, од село Долно Српци сум и сум регистриран земјоделец, значи се занимавам предежно со земјоделие. Значи ова сега што садим овде е лук, има околу 2000 квадрати, значи лукот сега се сади, значи одесен, и се сади лукот ние го садим овде во овој крај, значи во бразди, значи не го правиме долу во леј како некои други места, значи во бразди се сади горе ради варењето и ради водата по него јади, значи. Е поуспешно вака, значи во овој крај. Рече дека си регистриран земјоделец. Што друго овој работиш? Значи работиме од пипери, работиме, имаме лозија, значи садиме диње, садиме значи зелка, карфил, значи све. Значи само освен тутун другото све го произведуваме. Колку имаше пипер, колку имаше карфил, колку имаше зелка?
Па пипер имав некаде, значи разни сорти, околу 4000 квадрати имав од ова селска шарина, 3500 квадрати имав капија, имав овие за зимници, тие што се, значи, што се за наклавање, да речам, од лути, од банани, од околу 1500 квадрати. И карфија зелка околу, заедно сето иде околу 2000 квадрати. Лук, значи 2000 квадрати. Задоволен се ви од Беричето? Па задоволен сум многу. Значи, задоволен сум, значи треба работа, да се сработи убаво. Али задоволни сме. Есенска се идва? Есенска се иде, да, и тоа се име жито. Предизвично жито се име за наша потреба, значи чуваме и стока. Колку декари? Значи, оваа година имаме околу 23 декари. Рече дека чувате стока, што тоа? Стока чуваме, значи крави чуваме. Колку? Значи чуваме 2 грла, имахме сега и 3 јунци, значи. Ова сето што го спомна, сака работа, рече. Да, работа, значи го работиме. Чим има работа, значи има пари. Значи задоволни сме. Колку члено семејство во го работите? Значи ние сме 4 члено семејство, со татко, значи 5 сме. Значи јас и сопругата и 2 деца. Тешко е ли да се види живе да рече? Па тешко. Секоја работа е тешко, значи и да си на државно е тешко. Али земјоделец си послободен. Сакаш да денеш одмараш, виш на шетање. Што вика старите, сам мага, сам паша. Да, така. Сам мага, сам паша. Ајде, домаќине, бркај си работата. Па кога ќе дојдеме да стаса лукот, да, ем да го пробаме, ем ти да видиш ово че го задоволен од Беричето. Па, ви благодарам го сетата, се на југо. Овдека сега што седиме, оваа чешма, овдека селска, како се вика? Ова чешма, некој ја вика Григоровска, некој Момировска и така овде во малата. Овие се одради Момировци беа, ние сме уште овде последни во малата. Григоровска чешма. Овде идеја на чешмата, да не речем пола села, ама овај крај нагоре, до Чачоровци нагоре, идеја сите овде лереа вода, пиеа од оваа чешма, ова се пиеше. Ова реката овде беше чиста. На неја жените переа алишта, котлите ќе ги запалеа онде, ќе топлеа вода, переа алишта овде жените. Сите селеници што ојдоа во Австралија ја спомнуваат чешмата и кој ќе дојде ја снима. И Божен збирале таму пари да ја поправат. Никој досега нема дајено ни ПВЦ, тоа е забуњак и тревјак. А ова беше чешма на вистина вода за пиење. Како е денеска животот, да речеме, во селово? Има ли млади луѓе, има ли свадби во село, крштевки? Јас не сум запамтил, не сум слушнал да има некоја крштевка, осем овие сега што дојдоа од Албанија по породија по некоја дете и така, друго нема. Значи, живна село што се вика? Малку живна, малку е тоа. Ти со кого живееш дома? Со кого живеам, со старата и таа кон мене вака не може настапуди. Што години има таја? Таа има 75 години. Од кај ти е земена? Од Лознани. Ајде вака малце да ми се сетиш како е овој се зедовте со свадба, со бега, како беше тогаш? Слушај вака. Тоа може не е многу важно, меѓутоа тогаш немаме свадба правена ние. Јас бев учител во Секирени, се бендисавме, се зедовме така. Твоите кај се наоѓаат? Немам јас. Ова се да ми кажеш, кој ти се комши за лошо заарно се вика околу тебе, околу твојата куќа? Околу мојата куќа скоро никој нема. Имам на мојни комши, ми живееме со нему, моцем синови, така. Да ми живее 100 години, ќе може ли така? Кој ќе се видиме па да ми биде здрав и жив, договорено? Договорено, ама не знам. Да, за 100 години не можам да одам.
Јас да видам уште некоја година ќе бидам благодарен. Симона Недановска. Петър Недановски. Јас сум Михаил Савиновски. Сум ученик во 5-то одделение. Денеска ќе обработуваме чуготворбата пуско и минуско. Зошто четворката да се лизга кон тројката? Кога плюс, тројка и плюс четворка надвишуваат одлична петка. Минуско завитка во шал се санка на минус под нула. Плюско пак во лента мајчка во вратот на живниот столб на минуска вика да се соберат сите плусковци и сите минусковци за разни слики и степи, за да се види кој повеќе ќе скокне на топло, на студено. На студено, на топло, минус, плюс, минус. Ако не заигра заедно, сите девојчиња и деца нема да ни играат на песни. Телеврамска. Никола Ставловски. Настасија Петровска. А ти? Петровска. Која делегација? Второ. А оти си проселичка рана. Оти тоа да оти си? Цала. Ивана Аврамовска. Андреј Милевски. Јас сум Ангела Аврамовска, сум 3-то одделение, имам 8 години. Мојата наставничка се вика Сонја Лазаровска. Која? Сега ќе ви кажем брзо зборката бумбар, дебелце на застана на еден трн да одмора и да кивне 2-3 пати кивно, се одмори и издигнал, а потем од цвет на цвет пак замрчи волет. Да. Дана пати. Филип Зајаковски. Воена Саковски. Мартина Кебаковска. Антонија Ѓалевска. Како се викаш? Никола. Од која село си? Долна Српци. Кој се вика татко ти? Драги. Мајка ти? Данила. Имаш татички или братче? Брат. Кој деление си? Второ. Што сакаш најмногу да кој предмет ти е најтежко? Математика, македонски, ликовно, физичко или музичко? Математика. Математика? А, така, како ти сека наставничката? Зала. Строга е или добра е? Добро. Полека дојдовме и до овој споменик овде. Овој споменик е граден по моја иницијатива. Не можев да бидам мирен се додека не ставив една плоча овде, значи нормално во соработка со луѓето од местната заедница. Инаку средствата се од местната заедница и што од мештаните на ова село. Иницијаторот бев јас, луѓето кои се бореа за слободата наша денес што ја имаме и така дојдовме до една заклучок, треба да ставиме на спомен плоча и секој кој ќе дојде да ја прочита и да знае кои се луѓето кои загинале во четата на Ѓорѓи Суворев. Значи овде може да се види и да се прочитаат имињата на придружниците на војводата Ѓорѓи Суворев, кои на 6 април 1906 година загина во местото Паралово, место викано кај Чукарите, тоа е под манастирот Паралово. Инаку се Ѓорѓи Јосифовски,
Дојчин Јосифовски, Панде Чачоровски, Коста Анев Грашевски, Стеван Гавазот, Филип Стравиновски и Ристевски Марко, тој е мојот прадедо, кој беше бил прикажан и предаден дека е главен снабдувач на оружје и муниција, значи од централната, да речем, како да не речем, централната На револуционата организација? каде што се набавуваше, Македонскиот каде што округ, се произведуваше муниција во Крушево, оттаму ги снабдувал комитите со она и бил истиот ден предаден. Значи во таа организација истиот ден загинаа сите овие 7 луѓе кои потеклото му е баш од долносрпци и нивните фамилии ден денес живеат во долносрпци, некои се преселени во градот, а некои се уште тука во селото. Ајде вие една порака да испратите до сите ваши соселани, било каде да се наоѓаат во Македонија или надвор од нас, да си дојдат, Така. да дојдат во едното место, да видат што е убавина, затоа што, што вели народот, убаво место, од родниот крај нема никаде. Како родниот крај него, јас би рекол стално пред моите другари и можам да речам и пред и каде да имаме јавни собири, јас стално моето мото е и стално кажувам, само јас и еден петел да останеме тука, јас не сведам од своето родно место, инвестирав во моето родно место, направив нова куќа тука, исто мојот брат направи нова куќа, мојата фамилија, ќе градиме и ќе гледам моите деца да не ги пуштам настрана да одат во градот таму, да се задржиме мнозинството во селото, да градиме во селото, да инвестираме во селото и тука го наоѓаме својот мир и своето спокојство за мирен, чист живот. Чист воздух, чиста вода за пиење, убава местоположба на изграниците на селото и поздрав до сите кои ќе не видат и до сите кои се иселили во село да се вратат тука, да инвестираат во своето родно место, затоа што родното место нема цена, не се плаќа ни со пари, ни со злато, ни со ништо. Тоа е поздрав од мене, Оливер Ристевски, уште еднаш. Благодарам на денешните гости, продукција Марио Филм за нивното доаѓање во нашето родно место и тоа е тоа. Да се видиме за Да се видиме што поскоро со нови проекти во нашето село, со многу повеќе деца, со многу повеќе народ и со радост. Да се гледаме за радост во нашето село. Поздрав!